Почитуван колега, да ви известам дека во моментов родителите на страданите деца во Кочани се токму пред собранието и во моментов токму тие бараат оставка од Панче Тошковски и дека тие воопшто не се задоволни од работата на министерот, како вие што сакате да го фалите тука, можете да излезете и да сослушате директно што бараат тие родители, затоа што додека тие протестираја во Кочани, ниту еден ваш пратеник не се одважи да ги изслуша нивните барања, туку бевте по пиар обуки во Гевгелија, затоа што вие сте окупирани од рейтинг и од параноја за рейтинг. Политички глодари сте вие што на денот на погребот плативте 400.000 евра анкета за мерење рейтинг. Тоа е лешинарење, тоа е политичко глодарство ради вашата параноја да не ја изгубите функцијата. А бидејќи сакате да говорите како Тошковски е лицето на правдата, еве, јас ке го прашам колегата, пошто тој доаѓа од Ѓорче Петров, дали му е позната фирмата на колегата Дон Холдинг? Треба да му е позната, затоа што во 2022 година ВМРО реагирало дека позната фирма на СДСМ со набавки во Ѓорче Петров добива сомнителни тендери. Понатака, токму вашата партија барала истрага од МВР затоа што Министерството на Оливер Спасовски доделило тендер од 500.000 евра на фирмата Дон Холдинг со известен газда Слободан Настовски. Тогаш вие, колеги, сте прозивале по кои критериуми МВР на Спасовски избрале фирма која работи товарен камионски транспорт за тендер за водоинсталатерски работи. И зошто МВР на Оливер Спасовски дала тендер од 500.000 евра замешана на фирма со коруптивен скандал, која директно ја поврзувате со СДСМ. Па сега, колеги, да ве известам дека вашиот министер, кој е олицетворение на правдата, на 28 март 2025 година, една недела после трагедијата во Кочани, доделува тендер на фирмата Дон Холдинг од 500.000 евра, на истата она фирма за која вие баравте истрага и која обвинувавте дека е поврзана со СДСМ. Вашиот министер Тошковски, наместо да го истражи овој собственик, кој патем има фирми и во Бугарија и во Дубај, можда ќе дојде тука како странски инвеститор, наместо да се истраже како се делеле тендери во времето на Спасовски, вашиот министер Тошковски сега дели тендери на истата фирма затоа што неверојатно и тој влезе во шемата на провизија.